вплетени во сумиот Димитарски прицел Делчево, средношколци, другари и другарки. Денешниот академски час за покажување сочувствителни и тажни чувства го започнувам. Време да бидеме генерали не е. Нема да должам, освен да кажам дека сум свесна дека нашите мисли се испреплавени со разни чувства на тага, болка, гнев. Вечерта на несреќата дека многумина ги пееле песните на својот омилен бенд, за само миг се претвориле во лелеци, а последни зборови. Ова е потсетник дека не знаеме што ќе се случи утре. Не знаеме која ќе биде нашата приказна. А ова сигурно не беше приказна. Ова беше трагедија. Трагедија во која се изгасија недогорени свети. Трагедија во која згаснаа животни звезди, соништа, академци, родители, млади луѓе, деца, но пред се луѓе. Ве повикувам да слушнеме по збор 2 од нашите ученички. Ева, Јана, Ева. Една искра, изгубени живот. Животот е кревок. Една искра е доволно да запали оган кој тешко се гасни. Да однесе животи, да избрише спомени, да остави празнина во срцата на оние што се спаси, но и на секој еден човек. Трагедијата што ја знајде дискотеката во Кочани не е само локален настан. Тоа е предупредување, крик и болен повик за будење. Во ноќ која требаше да биде исполнета со забава, смеа, музика и безгрижни моменти, за миг една искра ја претвори радоста во кошмар. Во само неколку секунди забавата се претвори во паника, а просторијата стана станица од која многумина не успеаја да се спасат. Во миговите на забава и радост, животите на многу млади лица беа прекинати. Млади, полни со соништа и надежи, беа лишени од можноста за нивното остварување. Семејствата останаа без своите најмили, другарите без своите другари, училиштата без ученици, родителите без деца, а нашата заедница без својата иднина. Колку малку треба за трагедија? Една искра. Искра што можеше да се спречи. Искра што не требаше да постои. Дали требаше да згаснат толку многу животи за конечно да се запрашаме? Можеме ли да спречиме? Одговорот е да. Оваа болка, овие изгубени животи, не смеат да бидат само број. Тие мора да бидат потсетник дека една грешка, едно невнимание, една искра може да уништи се. Нека оваа трагедија биде последната. Нека се смени свеста, нека се почитуваат правилата. Нека никогаш повеќе ниту едно семејство не изгуби свој наим. Да учиме од минатото, за да ја зачуваме иднината. Длабоко сочувствувам до семејствата на загинатите. Нивната болка боли, а нивната загуба е загуба за целата нација. Нека оваа трагедија биде потик за промени, кои ќе обезбедат подобра и побезбедна иднина за сите нас. Сочувството кон жртвите и нивните семејства е неизмерно, а нашите мисли и молитви се со повредените во наставот. Се молам Бог да ви даде сила и здравје да закрепите, да го победите овој кошмар, да се вратите кај наблизки. Шеснаести март 2025 година ќе остане запишан како црн датум за Македонија. Кобна ноќ кога на мартовското небо згаснаа 59 звезди. Трагедија во која жртва можеше да биде секој од нас. Во само една кобна ноќ 59 преплашени погледи исчезнаа во пламенети јазици. Соседи ги однесоа своите желби и љубови. Мрак го покри градот, таорна тишина. Во вакви мигови зборот ќе губи својата моќ. Не постои таков збор кој може да ја опише болката за секоја невина душа. Збор утеха. Да тихуваме во тишина. Нека ви биде светол патот кон небесата на вашите невини души. Ние секогаш ќе ве носиме во срцата, во нашите мисли. Не можеме да ја избришеме кобната ноќ, но можеме да ви ветиме дека ќе се заложиме да изградиме подобро општество во кое ќе владее сигурност
за секој еден живот и кој нема да ги убива сопствените деца. Тоа ви го должиме, си го должиме и себе и наследните генерации. Изразуваме длабоко сочувство до семејствата на починатите. Се молиме за побрзо оздравување и за крепнување на повредените. Да живее целата магија што ја направивме, но повеќе нема магија. Само скршени срца, само тишина таму каде што некогаш свирела музика. На место наменето за радост, за смеа, за незаборавни ноќи, се случи трагедија. Пламените јазици го проголтаа воздухот и од нивната сурова преградка украдоа соништа, иднини и светлина во премногу очи. Ни останува само ехо на гласови кои никогаш повеќе нема да проговорат, на раце што никогаш нема да ги допреме, на песни кои сега се чувствуваат недовршени. Држи се за спомените, тие ќе се држат за тебе. И да знаете дека така ќе биде. Затоа што тие се повеќе од имиња, повеќе од бројки. Тие се наши пријатели, наши браќа, наши сестри. Нивната смеа се уште ечи во ходниците. Нивните чекори се уште остануваат на оваа земја. А потоа хероите, оние кои се вратија назад во огнот, знаејќи ја цената, но избирајќи љубов наместо страв. Тие се жртвуваа за да спасат странец, за да спасат пријател. Нивната храброст е вечна. Ќе ве гледаме од далечината како го продолжувате вашиот живот подалеку од овој. Сега, наместо небото се чувствува потемно и попразно. Не бевме подготвени да се збогуваме. Вие бевте поголеми од целото небо. Денес тагуваме, но утре ние се бориме за правда, за вистина, за свет во кој никој не мора да трча да си го спаси животот кога ќе дојде да танцува. Ве молам, никогаш не станувајте странци, чија смеа можеме да ја препознаеме секаде. Кажи ми како без тебе да бидам. Стихови од последната песна Ноќта кога згаснаа многу млади живот. Стихови кои допираат длабоко во срцето. Тага, страф, болка, непревол, бес, омраза, гнев. Чувствата кои преовладуваат кај сите нас деновиве. Секоја трагедија остава длабока рана во душата на едно општество. Не постојат зборови кои може да опишаат болката на семејствата кои ги изгубија најблиските. Таа вечер никој не излезе од дома со мисла дека никогаш повторно нема да го осети мирисот на топлиот дом. Секој од нив сакаше да се забавува, да создава спомени и да ја слави младоста. Но доволна една искра за да згаснат толку животи. Пожарот не беше само пламен што проголта ѕидови и покриви, туку сенка што озеде животи, сништа и спомени. Не успеа да ја прослават младоста, да ги доживеат и проживеат убавините кои нуди животот. Замислувам родители кои го слушаат повикот што никој не сака да го добие. Браќа и сестри кои во неверување ги бараат најблиските пријатели кои ги слушаат вестите и се молат да не ги слушат имињата на оние кои ги сакаат. Огрот згасна, но болката остана. Небото никогаш не било побогато, а земјата посиромашна. Додека таму горе светот нови звезди, ние овде останавме со празнина која е тешко да се пополни. Небото сега свети посилно, затоа што таму се нашите ангели кои не напуштија прерано. Секој ангел кој го доби небото го озида од нечие срце, нечии раце кои веќе немаат кого да прегарнат и нечии очи кои се полни со солзи и спомени. Затоа, да сакаме повеќе, да простуваме повеќе, да живееме во моментот и да не оставаме ништо за подоцна. Никој не ни гарантира за подоцна, бидејќи и подоцна може да биде предоцна. Почивајте во мир, ангели, а ние ќе живееме со вас во срцата и ќе се бориме за вас. Ви благодарам. Сега сакам да искажеме почит со едноминутно молчање во чест на сите прерано згаснати животи.
Нека има вечна слава. Ова беше најмалку што можеме да направиме. Со ова академскиот час заврши.